датумот и почетокот на творештвото е некако неопипливо. Тешко е да се каже од кога се твори, а многу е по-конкретно да се каже од првиот јавен настап, со тоа што ќе се подразбере веројатно, дека пред тој јавен настап сигурно да морало да има бар една пола деценија најмалку творештво, за да би се дошло до тој прв јавен настап. И мојот јубилеј интимен го споив со изложбата за ова што го сега кажав. Тоа е настап во Белград и тоа сојузен, а уште по специфично е да се каже за тој настап што и добив и прва награда за сликарство, а уште поинтересно и понатаму што тоа беше изложба анонимна. Мојот татко се бавел непрофесионално, него на еден начин одвојувајќи време од својата работа, трговска, представник во Софија, он во вечерните часови во Академијата ликовна во Софија сликал вечерен акт. Мислам дека ипак е тоа еден податок кој не може да се заобиколи, бидејќи ипак тоа рачунам еден ген фрлан и на мене. По-озбилен контакт јас и сликарството го добив, сеќавам, за рука ме фати татко ми и ме однесе во Метропол. Покасно етнолошки музеј. Русите во тоа време направива една огромна изложба која веројатно се светува во магла, али визуелно бидејќи памтам, добро се сеќам и ден денеска за тие слики неколку.
Тоа беше огромна изложба, цела зграда, формати прв пат во живот сум видел така огромни, монументални, од Герасимов, например, еден од сликарите на социализам, Техеранската конференција, и ја видов тога во живо, Черчил, Рузвелт, Сталин и така, и министрите околу. Интересантно е, не толку ме фрапирава тие личности, колку ме фрапирава они седат на една маса и газат еден килим така добро насликан за тоа време. Килимот зафаќаше 1/3 од сликата. Многу добро насликан, значи интересантно, значи тоа ми останало. А ликовите онака како ликови не ми беа толку што ме фрапира, али килимот ми остана во сеќавање. Добро насликан еден доле. И тоа така имаше негде насликано да просто се осеќаше дека истапка од некоја тежина на човек, како е тоа насликано. Се сеќавам на едни две бањи, машка и женска бања, насликани, свумато едно, така нешто као недостижно беше сликано, не знам од кој мајстор. И тоа е оној мој впечаток прв со оригинални дела во Скопје. Како што идат годините, следува сега оној период каде што видиците ми се пошироки, времето е тесно и јас требам да се спремам за приемен испит во училиштето за примената уметност. Не бев свесен дека во тој период ќе ми бидат учители всушност пионери на современата македонска уметност. Што и ден денеска не можеме да замислиме македонската современа уметност ликовна без нив. Али ја тога како дете ми на крај памет дека ќе ми се деси нешто што вака едно богатство големо да ете кај нив учам. Тоа сам Личановски, пред се најповеќе ради тоа што имав 3 години кај него учено, 1 година кај Пандилов и 1 година кај Мартиновски. Во тој период долг од 5 години, кој помина многу кратко за мене, можем да кажам дека доста попримив од нив, многу научив, имав нешто во себе што ми зборуваше дека треба тоа да се уште повеќе доградува, надградува. И тога и почна она серија на полагања, приемни испити во Белград и паѓања. Јас сум еден од многу ретките што толку сум полагал и сум се враќал назад за да би го дочекал оној есен идната година да пак полагам и така. И на трети пат го положив приемниот испит во Белград.
материјалот што бев го собрал во ово училиште во Скопје, преку мене се гледаше према експонатите во однос на другите. И по тоа судам дека тоа училиште со тој програм и со тој наставен кадар си ја обави својата работа и стварно можам да кажем дека тоа училиште беше едно од врвните и можда и најако училиште во Југославија. Студиите мои понатаму продолжива со длабокост, интензивно студирање во преку литература, бидејќи академијата имаше стварно најдобра библиотека за ликовна уметност во Белград. Можам да кажем исто дека од трета година во таа академија можеше после да се определи каде сака секој студент да студира. Ја го најдов професорот Љубица Сокиќ, уште жива, академик е на Српската академија, еден сликар со некое извонредно суптилно чувство, редок таков сликар, со таков суптилитет. За време на студии се самосталив можда уште во првата година, што она го прими сосема природно. Ја наставив со едно свое гледање по пратење нејзино. По некој пат тешко можеше да ме прати, по некој пат ќе се вклучеш во таа моја проблематика. Важно, има впечаток дека на неја не сметаше тоа, на мене уште помалку, према тоа работата течеше по еден нормален пат. На тие 23-4 години во тој период, еве сега кога веќе станува историја, гледам дека ипак дадов еден удел во југословенското сликарство и меѓу првите сум као абстрактен сликар уствари забележување на таа една најбурна деценија на југословенската современа уметност, мислам не само ликовна, веројатно и на други полиња. Тоа е она кршење од тој административен, тој социјалистички реализам и идење во едни нови сфери, а тоа беше абстрактна уметност во тоа време. Поминав пуно фази од асоцијативно сликарство, тоа е тој оној прелаз од една фигуративност во едно распрчување на фигурата, асоцијативно сликарство до еден абстрактен пейзажизам, до енформел. Од тој енформел, од тоа абстрактно сликарство, моето интересирање ќе биде пак продолжување, но не преку енформелистичкиот начин и техничкото изведување, него оно ќе почне да навлезува во некои нови води. Структурата нема да ме занима, а што ме претходно занимаше многу. Антисликарските елементи нема да ме занимаат, што претходно во енформелот многу ме занимаше. Почнува сега да се јавува едно ново интересирање кај мене, да таа структура ја доведам до ниво на платно, како и ренесансните мајстори покасно, што имав прилика да ги видам во Италија. Италијанската ренесанса пред се. Значи, пак враќање од технолошка гледна точка на површина на платното. Не инсистирав, него само по себе имав потреба да дојдам
od toj plast od 5-6 santima od površine na platното, da dojdem na самото платно и да нешто едноставно биде многу близко до некаков си Леонардо или мислим во оној смисол да потезот го видам баш на таа површина и ништо повеќе над неа. Значи по пат на оние стари, вредни, фини мајстори. Незаборавени. Постои исто една фаза каде што почнувам сега сите тие елементи да ги упростувам. Упростеноста довеѓа до тој степен да они се редуцираат и стануваат као два елемента на една слика. А тоа не значи да секој сантиметар не бил сликан на тие два елемента. Тоа ми е старо правило мое, уште во средното училиште, да не ги споменувам овие нашиве сликари, пионери на нашата современа уметност. Еден од нив ми највише остана и до ден денешен, тој појам да секој сантиметар биде наслика. Тука беше новата борба да едно платно, без разлика на како формат, он биде во два слоја, во два третмана сликани, да што помалце елементи има на нив, а да они бидат полни со боја. Тука беше една борба што сега ќе се јави. Тоа е оној проблем на атмосфера, што ја од тој момент нема да го прекинам и до ден денешен ќе го обработувам, ќе размислувам за таа атмосфера, за тој психолошки пейсаж што покасно ќе дојде во овој циклус човек и простор, каде што пейсажот ни никој случај нема да биде фолклорен, ќе има градско милје, урбан амбиент, ни ќе се види пенџере на куќа, ни ќе се види врата, ништо ќе нема, а ќе биде град. Куќа ќе постои, а таа куќа далеко од сите класични елементи ќе биде. И тоа ќе се зацврсти како една мисла покасно, као нешто што ќе треба да го надоградувам, што повеќе на елементот да личи, а да елементите не бидат тие.
Сега почнува една фаза, еден циклус, така наречен, во потрага по изгубениот простор, каде на не знам каков начин ја нагло осветлувам палетата. И најинтересниот момент во овој циклус во потрага по изгубениот простор е оној меѓупростор, да го доловам оној простор измеѓу ентериерот и измеѓу екстериерот. Тој меѓупростор на тие два феномена. Тој циклус беше во потрага по тој проблем да го решам и тоа е сега следуе овој така наречен циклус човек и простор и оние подциклуси помали небо и човек и време. За мене човекот од секој пат бил прв и последен.